Вести на Канал 8, добар ден. Нов индустријски капацитет за преработка на зеленчук и овошје започна со работа во Виница. Инвестицијата е на домашни бизнис партнери, а во перспектива треба да вработува 500 лица од општините Виница и Кочани. Половина милион евра вложија домашни инвеститори од Виница и Горни Подлог во нов производствен капацитет на компанијата Provident Foods Group. Фабриката ќе преработува и конзервира зеленчук и овошје и според димензионираните капацитети е најголема од таков вид во источниот регион. Лоцирана е на влезот во Виница, а за производствените потреби адаптиран е постојниот објект на еден од партнерите во кој порано работел салон за мебел. Ние пробно почнавме пред еден месец, од вчера и официјално почнавме со работа. Во оваа фаза сме фокусирани на една врста на пиперка, така наречената родео пиперка, и неа ја преработуваме, чистиме од семе и ја ставаме во саламура како полупроизвод. Суровината е комплетно од овој регион, 100% е македонска суровината и имаме одлична соработка со голем број на кооперанти. Според Ѓоргиев, интересот кај невработените е голем, иако потешко се наоѓаат стручни лица одговорни за процесот на конзервирање. За почеток вработуваме 100 луѓе кои што се сезонски работници. Во втората и во третата фаза со развојот на оваа фабрика во комплетен конзервен капацитет се надеваме дека ќе успееме да вработиме од 400 до 500 луѓе во стален работен однос. Пласманот на целокупното производство е однапред обезбедено, се продава за познати купувачи, но во план е освојување и на нови пазари. Моментално имаме договорени аранжмани во Италија и работиме на проширување на пазарот во Франција, во Германија, во Холандија, Чешка и Словачка. Ѓоргиев вели дека за заокружување на целата инвестиција планираат да вложат околу 3 милиони евра, а се размислува во иднина освен зеленчук да се преработува и овошје. Една од главните цели на Provident Foods Group е да создаде собствен трговски бренд, што како македонски производ ќе биде препознатлив на странските пазари. Предвременото породување и можните компликации беше тема на предавањето на кочанските гинеколози што се одржа во општата болница во Кочани. Предавачи беа лекари специјалисти од Америка. Кочанските гинеколози го обновуваа знаењето за предвремената бременост и предвременото породување. Присуствуваа на предавање одржано од доктори специјалисти од Америка. Доктор Байрон Калхун, гинеколог и директор на гинеколошка акушерската клиника во Америка, и доктор Енди Сандерс, директор на програмата, инаку специјалист интернист. Многу сме возбудени, задоволни, посебно од овој дел од програмата, каде што не остануваме само во Скопје, туку ги посетуваме болниците широм Македонија. Денес сме во Скопје, во Кочани и со задоволство ќе одржиме презентацијата. Денес ќе зборуваме за предвремената бременост и предвременото пораѓање, како и можните компликации од истите. Американските доктори ги посетуваат сите болници во внатрешноста на Македонија. Целта на средбите и предавањата е не само да се обноват знаењата на лекарите, туку и да се зајакнат односите со болницата и во иднина да може поуспешно да соработуваат. Ова не е прва средба на лекарите од Америка со менаџерскиот тим на општата болница, за кои истакнаа дека се импресионирани од менаџирањето со болницата. Најавија уште едно доаѓање следниот месец, која ќе имаат повеќе време да ја разгледаат болницата. Акција за контрола на фискализацијата во државата започна управата за јавни приходи. За правните субјекти што нема да ги почитуваат законските одредби, ќе следуваат санкции. Управата за јавни приходи ја започна најголемата контрола во делот на фискализацијата досега. Без исклучоци во сите градови и општини до најмали продавници ќе бидат контролирани од даночниците. На терен работат и мобилните екипи на управата од 150 даночни инспектори, кои во почетокот на септември затворија деловни објекти во повеќе градови во државата. Без разлика на дејноста, неселективно ќе се контролираат деловните објекти дали издаваат фискални сметки, дали го прикриваат и прикажуваат реалниот готовински промет и дали водат финансиска документација. Затоа,
Од управата за јавни приходи ја информираат јавноста дека и покрај обидите за притисоци и квалификации со цел за локални препукување и припишување на политичка, регионална или каква било конотација на работата на даночните служби, управата ќе проложи со поддршка на легалните бизниси и сузбивањето на сивата економија и неплаќањето на даноците. Формирање на чисти паралелки со помал број ученици во основното училиште Синише Стоилов беше точката за која најжестоко расправаа советниците на четвртата редовна седница на Советот во општина Зрновци. Беа усвоени сите точки од дневниот ред. Најжестока расправа советниците имаа за третата точка од дневниот ред, која се однесуваше на предлог одлуката за давање согласност за формирање чисти паралелки со помал број ученици во основното училиште Синише Стоилов, согласно Законот за основно образование. Со 7 гласа за и 2 против беше усвоена и оваа точка. Имаше дискусии, нели, различни, на крајот се помина во најдобар ред, мислам се усвоени точките. Во Синише Стоилов ќе бидат само една, ќе има комбинирана паралелка во село Мородвис. Тоа е ради нели малку политика и на самото училиште, да не останат и вработените без работа. Меѓутоа се договоривме да нели тоа деление што е со комбиниран состав да се посвети малку повеќе внимание на дечињата за да не губат од квалитетот при наставата. Во основното училиште Синише Стоилов во моментов има 16 чисти паралелки и една комбинирана во подрачното во Мородвис. На седницата беа усвоени сите точки од дневниот ред, кварталниот извештај за извршување на буџетот на општината за второто тримесечје од текомната година, предлог одлуката за усвојување на годишната програма за работа на училиштето Синише Стоилов за учебната 2013-2014 година. На седницата беа разгледани заклучоците од водните заедници на Видовиште и Зрновци во врска со донесувањето на планот за наводнување за наводнителната сезона 2013-2014 година. Лицата со посебни потреби кои ги користеа услугите на дневниот центар Порака неколку години се оневозможени да престојуваат во него откако беше затворен. Иако неколку пати се пројавуваше интерес за негово повторно отпочнување со работа, за сега не е познато дали тоа ќе се случи во најскоро време. Нема изгледи дека наскоро би можел да профункционира дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака во Кочани. Поради низа персонални и технички причини, пред 5 години тој престана со работа и лицата што престојуваат таму практично останаа без никакво организирано социјално згрижување. Сепак, кај дел од родителите и понатаму постои интерес центарот да проработи, а со тоа на нивните деца да им се овозможат активности што ќе ги вклопат во средината во која живеат. Тие лица корисници на тој центар прашуваат дали општината има некаква стратегија за згрижување, правење на дневен центар за вакви потреби, бидејќи знаеме дека тоа е неопходно и за луѓето корисници, меѓутоа и за нивните семејства. Градоначалникот Димитровски вели дека општината е подготвена да овозможи Порака во Кочани повторно да проработи, но правичната иницијатива за тоа подзастанала. Ние имавме разговор, договор со Републичка Порака и издвоивме средства од буџетот, меѓутоа за жал Републичка Порака се повлече и дел од родителите не сакаат да ги, значи немаме одредена бројка. Дел од родителите не сакаат да бидат соучесници, односно да ги даваат своите деца таму, поставуваат посебни услови. Меѓутоа, вреди да се разговара, на прагот сме на еден нов усвојување на буџет, кога ќе имаме програмите кои ќе ги правиме, можеме да предискутираме. Имаме едно такво тело формирано, треба да го обновиме, да биде од сегашниот состав на советниците и ако се покаже интерес, ќе го активираме од наредната година. Од Републичкиот центар Порака рекоа дека тие би сакале во Кочани повторно да има место за згрижување на лицата со интелектуална попреченост. Не е наш интерес да се повлекуваме заради тоа што таа организација беше една од најстарите организации во Македонија и многу ни беше жал кога престана да работи. Центарот за социјална работа работеше само за дневен центар и рече дека само има заинтересирано само 6 родители кои што сакат да ги вклучат своите деца во дневен центар. Во дневен центар не може да функционира со 6 само деца. Тоа е
абсурд, а ги има укочани повеќе од 13-14. Димовска рече дека за да проработи порака во Кочани, ќе треба да се регистрира ново здружение на граѓани, за што веќе од Републичкиот центар била подготвена и програма за работа, финансиски план, статут и сите потребни документи. Останува следниот потек да го повлечат одговорните луѓе во општината и родителите, за да може лицата со интелектуална попреченост повторно да добијат соодветно и стручно згрижување. Живее во мизерни услови, во собичка со прокиснат кров кој секој момент може да падне. Горјана Симендик од Зрновци, која 30 години работи во Германија, сега нема никој нигде. Живее сама со своето дете, кое веќе 3-та година не оди на училиште. Ги моли институциите за помош. Прокиснат кров, куќа која ќе се распадне во секој момент. Секојдневно со страв живее 55 годишната Горјана Симендик од Зрновци, заедно со нејзиниот 15 годишен син Давид, кој веќе 3 години не посетува настава. Поради условите и сиромаштијата, често пати станува агресивен и ја напаѓа сопствената мајка. На училиште не оди, затоа што нема свидетелства за завршено училиште во родната Германија. Горјана повеќе од 30 години живее и работи во Германија, каде била мажена со сега разведениот сопруг и го добиле Давид. Но откако се развеле, започнал нејзиниот тежок живот. Проблемот сега што мојот син не посетува школа веќе 3 години, што сме превише заедно и на таа основа, на таа база што детето не оди на школа и превише дома, значи ни треба многу повише пари, пошто сме цел ден слободни и немаме никаква подршка, немаме фамилија, немаме брат, татко, мајка, родите се оддалечени од нас и сега детето е исклучено од школото поради документ што нема од Германија. Горјана се обратила до градоначалникот на Зрновци Блаже Станков, од каде добила еднократна помош и е благодарна на него. Се обратила и до Центарот за социјални работи во Кочани, од каде и помогнале да направи документи да зема социјална помош за неа и за незиното дете, од што и се прехрануваат. Горјана бара, ако е можно, детето да се смести во интернат и да посетува настава, затоа што вака е оставено само, без другарчиња, и наместо во училиштните клупи, времето го поминува талкајки по улиците. Да е детето збринато, ќе покушав некој да работам, ама сега не можам да работам, пошто, како што видовте, куќата не е во ред, немам услови, не можам на такви услови дето да го ставам само и плюс тоа е многу малтретирано од страна на други деца, масовно, многу поплаки кај полицијата. Сега веќе полицијата више не презема мерки, не знаат, значи комплициран проблем и никој не знае што да се прави со нас. Ама јас сум сега принудена да тражам помоќ од вас и од социјалната служба, пошто се работи за неговата иднина. Мислам дека и сега дето 3 години по улиците одеше и не знам дали сега им исфрха да се врати пак во тоа училиште, пошто ќе биде голем мобинг, неговите живци се слаби и ќе биде проблематиката е веќе гарантирана. Дека нема да има никаков успех тука да оди пак на школа, зама најубаво да детето се тргне на ново место, нов почеток да му се пружи и таму да се преземат мерки. Иако се разведени, сопругот известно време и праќал пари на Горјана за да го издржува детето, но прекинал и сега е оставена сама на себе да се бори со мизеријата во која живее и да обстанува со своето дете ден за ден. Во мултикултурниот центар се одржа поетско-музичката средба под наслов Поезија за уризот, музика за душа. Пред публиката беа презентирани најуспешните творби од литературниот конкурс, распишан во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Учениците твореа на теми насловени Ориз жнеам песни пеам и полињата родни ги прават душите сродни. Локалната самоуправа ги награди творбите на Симона Ангелова, Милена Јанева, Надица Манасиева, Нина Димитрова и Александра Стоилкова. Вкупно имавме добиено 42 литературни творби. Жири комисијата ги разгледа творбите и одлучи да додели по една наградена за сите 5 училишта, по една наградена литературна творба и 7 литературни творби одлучи да бидат пофалени. Значи, имаше навистина квалитетни литературни творби напишани од страна на нашите ученици. Тие размислуваат за оризот, творат
инспирација е секако, значи и тоа и целта да се поттикнат, да размислуваат за Оризот како бренд на Кочани. Јас сум Ангела Нанива, доаѓам на основното училиште Малина Попиванов. Се пријавив на конкурсот и напишав песна за Оризот. Јас добив нови конкурс по фалница и награда. Јас сум Нина Димитрова, доаѓам од основното училиште Малина Попиванова. Се пријавив на конкурсот и со песната за Оризот. Мене ме инспирираше да напишам песната Кочанскиот Ориз, кој секаде е баран. На конкурсот учествуваа ученици од 5 основни училишта во општината, како и литературниот клуб Копнеш. Жирито што ги оценуваше творбите беше во тричлен состав: Аника Илиевска Ѓоргиева, Вангелија Цавкова и Жаклина Филипова Секјаровска. Настанот беше збогатен со настап на ученици и професори од музичкото училиште Ристо Јуруков. Дела од Моцарт, Кетрин Мекмишел, Димушевски, Лансен беа изведени во салата на правниот факултет од страна на квартетот Аулус, составен од 4 флейтистки: Ангелина Катмерова, Марија Јакимовска, Александра Тевдоска и Билјана Камчева. Публиката беше воодушевена од нивниот настап. Квартетот Аулус, кој постои од 2007 година, одржа концерт пред кочанската публика. Го сочинуваат Ангелина Катмерова и Марија Јакимовска, магистри по флейта, Александра Тевдоска, дипломиран флейтист на Факултетот за музичка уметност и Билјана Камчева, 4-та година на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Сите во класата на реномираниот професор по флейта Страшо Темков. Пред кочанската јавност се представија со дела од Моцарт, Мишел, Лансен, Димушевски и Имери. Концертот помина прекрасно, ние сме презадоволни и се надеваме дека наскоро ќе имаме вакви успешни концерти. Публиката е воодушевена, се познаваше, имаше аплауз и се надевам дека ќе не поканат повторно тука да имаме концерт. Многу ми се допадна концертот. Јас сум задоволна од кочанската публика. Имаше голем број на посетеност. Тоа ме израдува. Се надевам дека ќе имаме уште многу концерти тука. Божествено е чувството човек да може да се нарече музичар. Тоа е професија за која што секој човек сонува да ја поседува и да биде дел од неговиот живот. Затоа што музиката секојдневно не обкружува и без неа животот би бил многу празен. Чувството да се свири е преубаво. Флейтата како дрвен дувачки инструмент бара посветена работа и посветено вежбање, за да на крај излезе како што извучи концертот. Камерниот ансамбл е присутен на македонската сцена речиси 6 години и има постигнато значени резултати. Прва награда на меѓународен натпревар по камерна музика во Скопје во 2008 година. Прва награда на меѓународен натпревар по камерна музика во Валјево, Република Србија во 2009 година. Настапи во Радовиш, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Струга, Скопје, Софија, Република Бугарија, Лесковац и Белград, Република Србија. Квартетот Аулос се ексклузивци на музичка младина на Македонија, преку што бележат и уште многу значени концерти. За во иднина се договорени и концерти ширум Републиката. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в петок, 27 септември, ќе останат корисниците од село Горни Подлог, делот на влезот од Кочани, како и корисниците од трговскиот центар. Прекините ќе бидат во периодот од 9 до 15 часот и 30 минути, односно од 7 до 10 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Следува информацијата од спортот. Ке се реновираат соблекувалните во Никола Мантов. Со исполнувањето на стандардите, стадионот ке може да аплицира за организирање на важни меѓународни фудбалски надпревари. Соблекувалните на стадионот Никола Мантов последните години се во лоша состојба, дотраени и со оштетен инвентар. Не се санирани уште од раните 90-ти, кога беше изградена северната трибина. Со исполнувањето на стандардите, стадионот ке може да аплицира за организирање на важни меѓународни фудбалски надпревари. Веќе се изготвила тендерската документација, отприлика колку би тоа коштало реновирањето на соблекувалните и другите работи за месец, два или до крајот на пред да заврши ова
тековна година. Се надеваме дека ќе бидат реновирани и нормално комисијата која е од страна на Фудбалската федерација на Македонија, конкретно за лиценцирање на меѓународни надпревари. Со добивањето на лицензата, фудбалските работници од градот уште напролет очекуваат на Никола Мантов да се одиграат првите меѓународни надпревари на младински фудбалски селекции во машка и женска конкуренција. Млади репрезентации 17, 19, 21 во машки и сите на располагање, да речеме, женски селекции 17, 19 и репрезентацијата, на некој начин да го користиме овој терен за меѓународни надпревари. Стадионот Никола Мантов досега беше домакин на 3 надпревари на младинската репрезентација против Данска, Кипар и Турција, сите во рамки на квалификациите за Европското правенство. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!